Донесов одлука да го потпишам указот за прогласување на овој закон и на останатите 4 закони. Шефот на државата стави потпис на измените на законите за работни односи, за експроприација, за градење, за урбанистичко планирање, за утврдување на јавен интерес и номинирање стратешки партнер, со што се отвори патот за нивно стапување на сила. Овој чекор на Пендаровски за така наречените закони за Бехтел и Енка за изградба на автопатските коридори 8 и 10Д следи и покрај острите противања на синдикатите и граѓанските организации пред се за законот за работни односи. Образложението на шефот на државата зошто го потпишал указот е дека во законските измени, меѓу другото, не стои формулација 60 часовна работна недела. Значи, освен што нема експлицитно кажем 60 часа ќе биде работната недела по работник, така цела година, има една друга одредба која можам да ја цитирам, која ми помогна, се разбира, со поддршка на моите правни советници и луѓето со кои се консултирам во ваква ситуација. Вели, на пример, членот 117 во својот став 2 зборува за тоа колку може да трае прекувремената работа. Значи да трае најмногу 8 часа во текот на една недела, најмногу 190 часа годишно и вели, мислам дека тука влегуваме со тоа образложение дека ова може да не биде противуставен член или одредба, или освен за работи кои имаат специфичен процес на работа. И сега да преведам овдека, зборуваме за автопатишта, за патишта. Знаете дека сезоната нивна трае, градежната сезона трае 3 до 6 месеци максимум, јануари, февруари, никој не поставува асфалт или други градежни работи, така што на ниво на квартал или на година, мое уверување е дека нема да се пробијат законските сати. Ставот на Пендаровски е дека дебатата за овие закони наместо да биде на нивната суштина се трансформирала во дневно политичка пресметка меѓу власта и опозицијата, кои освен за проектот Бехтел и Енка не може да најдат консензус и за друго прашање од исклучително значење – уставните измени. Според шефот на државата, пораката што американскиот сенатор Крис Марфи ја испорача дека неспроведувањето на овој процес ќе се одрази на американско-македонските односи, најверојатно е упатена на адреса на ВМРО ДПМН. Внесот на и други делови од народи кои живеат тука нема да ја загрози безбедноста на Македонија, ниту незината иднина. Спротивното може да биде точно. Ќе дојдам до тоа. Како што не ја загрозија стабилноста и иднината на Македонија на нас за 20 и кусур години овие 7 народи, односно делови од народи кои се веќе дел од преамбулата и од нормативниот дел. Можам само да нагаѓам, меѓутоа претпоставам дека сенаторот Марфи мислел на луѓето од опозицијата со кои исто така имаше средба, а нивниот став е познат. Под ниедни околности, овој временски период, или барем додека не заврши мандатот на овој пратенички состав, тие не сакаат воопшто да размислуваат за уставни промени. Тоа значи само едно, дека на 1 декември самите себе ќе се блокираме и тоа секако е причина за загриженост на нашиот најголем стратешки партнер, со кој од 2008 имаме договор за стратешко партнерство. Работната група го заврши својот дел од обврските и ја изготви предлог иницијативата за уставните измени. Сега топката е кај владата, која откако ќе го добие документот треба да го усвои и да го прати во собранието. Во меѓувреме се прават обиди за доаѓање до потребното двотретинско мнозинство за заокружување на процесот. За ова прашање, премиерот Ковачевски најави лидерска средба и состаноци со партиските претседатели, вклучувајќи го и шефот на опозицијата Мицкоски. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.